Во наредните минути ќе посветиме повеќе време за македонската музичка традиција и негувањето и презентирањето на музиката која што се изведува на изворните инструменти. Мој гостин во студиото денеска е Стефче Стојковски, народен уметник или инструменталист. Добре дојди, како си? Добре ве најдов, благодарам за поканата. Навистина пријатно се чувствувам секогаш кога сум тука во нашата куќа. Одличен повод за твоето гостување, 25 години посветеност на свирење и презентирање на македонскиот изворен фолклор, 25 години од постоењето на ансамблот Стефче Стојковски. Но ајде да почнеме некако од почеток. Јас би рекла дека љубовта кон музиката е твојата звезда водилка и свирењето на инструменти, на изворните инструменти всушност ти го исполнува животот, но би рекла и дека ти го смирува твојот немирен дух. Кој е твоето чувство? Па да, тоа е музиката е моја животна определба, мојот животен пат, мојата придружничка, да кажам, во животот е музиката или музиката е мојата определба, животна определба. Од најмлади нозе, уште на 5 годишна возраст, кога ми изработи едно мало кавалче, тоа сум го зборувал мојот дедо, и покрај мојот татко почнав јас да изучувам, да свирам. И како јас растев, така растеш и љубовта кон овие изворни инструменти. Започнав со кавалот, на 7 годишна возраст, како најмлад учесник на дотогашниот Долненски фестивал, учествував и сретнав уметници и доајени, заслужни луѓе за тоа што оставија навистина импозантна бројка на македонски народни песни, ора, на мелодии кои што навистина се од непроценливо богатство. И тоа е една македонска ризница која што ние се дичиме, се гордееме со тоа, но за жал ќе кажам дека не знаеме да обрнеме доволно внимание да ја конзервираме или да ја заштитиме. Зошто тоа го велам? Затоа што кога дозволивме една национална продукција која што работеше во оваа куќа да замре и да се отворат други некои продукции и да се пласира се и се што без никаков критериум, тогаш губиме сите ние. Зошто ова го велам? Затоа што луѓето кои што беа одредени во тој период и кои што има сенс, да кажем, или луѓето кои што го разбира фолклорот, бидејќи еден интелектуалец од Бугарија ќе наведе дека фолклорот е за интелигентни луѓе, кои што навистина го разбираат и кои што го свират и кои што го живеат фолклорот воопшто во животот, можам да кажам дека тие луѓе со внимание, со огромно внимание и со огромна почит влегувале во сите тие дела што ги работеле со фолклорот, бидејќи е многу сензитивен фолклорот и тој не трпи импровизации, додавки, придодавки и било какви други ургенции. Освен што заштитен знак ти е свирењето и звуците на изворните инструменти, јас би рекла заштитен знак е и твојата широка насмевка. Шириш позитивна енергија каде и да се појавиш, меѓутоа пред се ти си амбасадор. А да бидеш амбасадор на македонската музика и култура во светот со изворните инструменти е во една истовремено и задоволство, но и голема одговорност. Да ја представиш таа македонска традиција и култура во светот пред луѓе кои што можеби некогаш и не слушнале за Македонија, навистина е голема одговорност. Секако дека е и одговорност и е задоволство да се презентира македонската култура. И кога ќе се излезе надвор од границите на Македонија, ние ја даваме сликата за Македонија. Ние, како културни амбасадори, можам да кажам, или луѓе кои што ја чуваме таа традиција, која традиција се пренесувала од колено на колено, од генерација на генерација, од постари на помлади, значи даваме една визија за тоа што сме ние, каков народ сме, каква е нашата култура, колку тој корен е длабок. И сето тоа, кога вие ќе го презентирате надвор од границите на Македонија, тогаш луѓето ќе осознаат нешто повеќе за вас. Како вие ќе се презентирате, како вие ќе се представите таму, како вие ќе одсвирите, како вие ќе се однесувате, да кажеме, во целост гледано, тоа ја дава сликата за нас, за македонците. Но, знаете, ако повторно ќе кажам, мојот дедо знаеше да свири 15 тора.
Јас зачував од тие ора дел од тие ора, да кажеме половината ора, а половината тој ги зема со себе. Така да еден голем артефакт музички е изгубен. За секогаш, за жал е изгубен. Затоа велам, мораме да посветиме крајно внимание кон заштитата на тоа што го имаме и да можеме да го презентираме во светот, бидејќи ние единствено со тоа можеме да се гордееме, со нашата музика, со нашиот фолклор, со нашата традиција, со нашите игри, песни, ора. Так. Значи тоа ни е тоа што ние го носиме во нашите срца. А штом нештото го носиме во нашите срца, тоа е искрено. Верувајте, тоа е нешто што не може да биде незабележано, не може да биде ненаградено, не може да биде непосетено. Ако ние тоа го направиме, што велев јас да направиме, на што ни треба? Апелирав до Министерството за култура да направиме музеј на македонската музика. Значи, кога ќе го направиме тоа, верувајте, јас со моите семинари, ќе се надоврзам, имам донесено повеќе од 800 странци кои што ја посетиле Република Македонија, кои што обрнале или истражувале или барале нешто да видат какви се нашите светски вредности на светската сцена. Токму тоа сакав и да се надоврзам покрај настапувањето на голем број фестивали, одржување на концерти, ти работиш и на семинарите за изворни инструменти, преку кои луѓето од другите земји низ светот ги запознаваш со македонскиот фолклор, изворната музика. Затоа велам, одговорноста е огромна кога ќе излезете надвор. Така. Кога ќе се презентирате пред тие странци, пред тие луѓе кои што се етномузиколози, музичари од светски ранг, можам да кажам, на тие сцени кои ќе излезете пред 25.000 публика или пред публика која што 5 пати ве наградува и ве враќа на бис, каде што тоа го прави публиката затоа што таа длабоко ги осеќа емоциите преку нашата музика. Длабоко го сочувствува или го чувствува, да кажеме, она што ние го даваме од нас, она што излегува од нас. И затоа сме наградени, затоа публиката потоа сака да дојде во Македонија, сака да види кои сме ние македонците. И јас навистина сум многу среќен, задоволен и благодарен пред се на Бога, на моето семејство, на сите оние кои што моите пријатели се разбира, моите роднини и сите оние кои што ми даваат поддршка да тоа јас успешно го правам. Многу често велиме дека човек е среќен и за него е огромно богатство да го работи тоа што најмногу го сака, а ти таа среќа ја имаш затоа што работиш со музицирање на изворните инструменти и тоа го правиш на еден автентичен начин и едноставно се соживуваш со инструментите и се добива една изведба и еден звук кој што е автентичен и специфичен токму за Стефче Стојковски. Да. Автентичноста и оригиналноста е и највозвишеното нешто е во едноставност. Така. Значи, ние имаме толку едноставен, а толку сложен, да кажеме, на некој начин, ритам или фолклор, еве воопшто семено, не треба, зошто велам во едноставноста е големината? Затоа што вие кога ќе кажете нешто, јас некогаш можеби повеќе зборувам од тоа што треба, но најубавото нешто е да го кажете вистинското во 3 реченици. Ме разбира, или со 3 збора да кажете што сакате, што ви е поентата. Така и во музиката, така и во фолклорот. Јас не знам од кои причини, значи гледам некакво скрнавење на фолклорот и навистина тоа многу длабоко ме боли во душата, но сметам дека оние кои што се надлежни за таква една работа ќе посветат крајно внимание да сето тоа се коригира и да навистина она исконското, она чистото го оставиме и да го негуваме. Бидејќи тоа исконското е некомерцијално, тоа сакав да кажам, а сето друго го правиме ради некаква комерција. Јас, како што кажавте, јас живеам со музиката, ама живеам од музиката, ама повеќе за музиката живеам. Значи, тоа е тоа што треба секој од нас така да се посветува во животот и да обрнува внимание на тоа што го работи. Во една прилика кога разговаравме, вие рековте дека сите на земјата сме со некаква мисија и задача, а токму вашата мисија е музиката.
Имавте можност да го прочетате речиси целиот свет. Бројни се земјите во кои што бил Стефче Стојковски и настапувал на големите сцени. И ако прашам кои моменти или кои сцени или градови ви имаат оставено најголем впечаток, јас би сакала да го споделите искуството кога настапувавте во Тајван и овде ќе одговорим и на прашањето каква е реакцијата на странската публика на македонската музика и како се прифаќа надвор од границите на Македонија, македонската музика, посебно изворната. Да, сме имале прилика во многу држави во светот, преку 40 држави во светот да ја презентираме Република Македонија и тоа за нас е нешто што не прави уште поодговорни пред домашната сцена која ќе излеземе. Но верувајте, за да луѓето од другата страна почувствуваат за каква музика станува збор или за тоа колку е таа музика вредна, колку таа музика е длабока, колку таа музика навистина предизвикува емоција, тогаш навистина нашата музика предизвикува емоција. Затоа сведочат и моите колеги од ансамблот кои што имале прилика да видат на нашите настапи, каде што, пример, еден директор на еден фестивал со традиција од 35-6 години, стар 37-8, ќе дојде и ќе ви даде една шајка и ќе ви каже, слушајте, до сега овде учествували Брегович, учествували Кочани оркестар, учествували не знам кој, но вака мал оркестар до сега, верувајте, во овие 37-8 години ги заковал сите. Кога ќе го чуете тоа, беше символиката на шајката. Символиката беше на шајката, да, кога прашавме зошто ја добиваме шајката, тогаш беше одговорот тој. Или во Тајван кога ние свириме и доаѓаат луѓето и не гушкаат и плачат и вели, не разбираме ниту што свирите, не разбираме што пеете, не ве разбираме ни ништо, буквално ништо, но длабоко во нас допира вашата музика. Нашата, како што кажавте, нашиот осмех, или нашето смење, нашата осмевка, насмевка така, ќе предизвика таа емоција кај луѓето. Нашата музика, нашиот удар на тамбурата или нашиот звук на кавалот е нешто што е благословено од Бога. Затоа и нашите песни се благословени од Бога. Верувајте, секаде каде што сме настапиле, секаде сме предизвикале внимание, секаде сме биле почестени, секаде сме биле пречекани со највисоките можни, да кажеме, гостопримства од другата страна. И еве сега конечно најголемата одговорност да настапите пред домашна публика. И многу често знаеме да се однесуваме во смисла на тоа дека наша е македонската музика, изворна дел од нашата традиција, си ја знаеме и е нешто што не мора да го докажуваме или кој знае колку да го презентираме, меѓутоа и во услови кога велите дури има исквернавање на македонската музика, тогаш еве убава можност на концертот кој што ќе го организирате на 21 октомври во големата сала на Македонската филхармонија со наслов За Македонија и македонците, ансамблот на Стефче Стојковски да покаже што знае и што значи вистински македонски извор, вистинска македонска изворна музика. Што ќе очекува публиката и како ќе се представите? Подготвени сте? Ние се подготвуваме веќе од некаде тамо јуни-јули месец, после мајот. Но фатија одморите, па имавме некој месец одмор и сега од септември почнавме интензивно да работиме на овој наш концерт. И морам да се заблагодарам на сите оние кои што се одзваа на мојата покана. Имавме мали проблеми, но за тоа не би разговарал во денешната емисија. Денеска говориме за убавите работи. Само за убавите работи ќе говориме. И оние кои што ми се одзваа навистина без никаков збор дојдоа и ќе имаат можност гледачите и публиката која што ќе дојде да не види, да почувствува тоа што ние го работиме. Значи, работиме со една страшна енергија, позитивна енергија, едни проби кои што се одвиваат на вистина. Нас пробата која што ни трае 3-4 часа, ни лета, мислиме дека тоа е само 15-20 минути. Верувајте, тоа ќе биде и на концертот. Ние кога ќе го почнеме концертот, до завршувањето на концертот, кој што е предвиден да биде 1 час и 20 минути, еве и 30 ги ставаме, пошто еве сега излегуваат и некои нови идеи. Еве, час и 30 ќе ви одлетаат како да ви одлетале 15 минути. Значи, убавината е во тоа. Зошто е тоа убаво? Затоа што таа размена помеѓу нас на енергиите, а верувам и со публиката во Македонската филхармонија кој што ќе дојде, ќе помине времето многу брзо. Јас сум почестен, морам тоа да го кажам, дека покрај нашите проби ние што ги правиме,
добивам многу мејлови, добивам пораки на телефонот од странците кои што ќе дојдат на концертот, кои што веќе набавиле карти. Тоа се гости од, морам да ги набројам, тоа се гости од Холандија, гости од Англија, гости од Соединетите Американски држави, кои што доаѓаат на концертот, гости од соседна Бугарија и од соседна Србија, доаѓаат гости од Шпанија и гости од Унгарија. Еве потврда како македонската култура, македонската музичка традиција ги привлекува луѓето од другите држави да дојдат и да ја запознаат Македонија. Да, значи тоа е, јас сум немам зборови со кои можам да искажам мојата благодарност кон тие луѓе што ја почитуваат мојата дејност и не само мојата дејност на ансамблот, бидејќи ансамблот слави 25 години, кој што го формиравме најнапред како оркестар 97 година, за 99-та го озваничиме како ансамбл, по примерот на ансамблот Теодосиевски, ансамблот Пеца Танасовски, Кочо Петровски и така натаму, го озваничивме и дадовме еден бренд ансамбл Стефче Стојковски, со кој што значи она што ние го работиме како група од почнавме со 6 луѓе оркестар, завршивме со 80, сега броиме некаде околу 60 на 50 на 60 членови. За жал, многу од тие членови што поминале или продефилирале во ансамблот, се заминати, не се меѓу нас, но еве, да кажеме дека доаѓаат и млади генерации, така да на концертот ќе имаат можност гледачите да ги чујат нашите наследници, оние кои што ја продолжуваат нашата традиција и верувам дека ќе ни го велат образот во иднина. Сите патишта на 21 октомври нека водат кон Македонската филхармонија и сите оние кои што сакаат да уживаат во македонската изворна музика и изведбата на членовите на ансамблот Стефче Стојковски нека бидат дел од концертот и нека уживаат. Јас се надевам дека во што поголем број ќе дојде публиката на 21 листопад или 21 октомври, ги повикувам сите да ја споделиме љубовта и да ја споделиме радоста заеднички во овие изминати 25 години поминати во ансамблот Стефче Стојковски. Стефче, ти благодарам многу за гостувањето, ми беше задоволство и ти посакувам успешен концерт и задоволна публика пред се. Благодарам за поканата и да сте ми здрави и живи и повторно да се видиме за убаво.